Добродојавте на каналот кој мириса на книга. Во овој подкаст мирис на младост и луцидност, најмиризливата есенција која проникнува кај суптилните и остава трајни миризи. Тој е на почетокот од својата професионална кариера, а веќе има дела зад себе. Како гимназијалец остави белег на мултиталентиран актер, аматер, алфа лик во драмската секција на Корчагин, а сега е еден од основачите на Култура Бета, неформално здружение за културно и креативно изразување. Кога беседиш со него, треба да препознаеш дека за неговата скромност се крие раскошен талент. Автор е на 2 стихозбирки, беседање со неа и молитвени дискурси. Неговите креативни дискурси се говори, беседи, диалози, монолози, песни со длабоги рефлексии. 50 на песни, 100 на поетски слики, илјадници емотивни формули поврзани се преку гласниот лирски субјект кој тргнува од непознатото, вивисецирајќи се преку конкретни настани во себе откривања. Ке каже за него и за неговите песни рецензенката професор доктор Ана Стојановска. А за неговиот поетски израз, професорката по филозофија Драгица Солунчева ќе забележи дека е симфониска поетизација на филозофијата, естетизирање на рефлексивната тага, маничен крик на монолозите на душата, копнеш по љубената и боготражително рвање со Бога. Скопско дете, наше дете, корчагинско дете, еден од оние млади урбани ликови кои за инаед на културната зачмаеност се бори за новиот културен поредок во главниот град. Добре дојде за Андри Медиш Лазаревски. Добре, најдов и фала за поканата. Корчагиновец, едва и чекав да ми дојдеш во мирисот на книгата, јас сум емотивно врзана со тебе. Поминавме 4 години во свечена сала на драмската секција, јас не ти предавав, меѓутоа тука се дружевме, па продолжи понатаму да не удостојуваш со твоето ангажирање околу представите. Еве и последната представа што ја подготвуваме, хуманитарна за наш Марко, дојде и многу сме ти благодарни покрај тоа што си ангажиран, студираш 2 факултета, ајде полека ќе ги одгатнеме сите твои пореви, меѓутоа за прашање едно кондиционо прашање, како Корчагиновеците реклама за Корчагин. Што си зема од Корчагин, кога си замина од гимназијата, преживеаш тоа, да преживееш Корчагин е голема работа. Да, па личеше голема работа, ама видов дека ме спреми малку за некои работи кои ми се појавија понатаму од како заврши во Корчагин. На страна од тоа се што си го земав од драмска како основа за се ова денес што го правам. И на страна од целата таа подготовка за испити да можам лесно да ги поминам. Од Корчагин се земав онаа снаодливост со различни карактери на луѓе. Бидејќи во Корчагин ги има и оние многу мили ликови и многу немили ликови. Така е, еуфемизам, немили. И баш успеа некако да ме научи лесно да се справувам со различноста. Да речеме, со различните карактери. Да, и тоа е добро. Тоа е добро, тоа треба сите да го сватат, дека не може сите да бидеме исти, клонирани, и предизвикувачки е да го зграпчиш она што е најдоброто од секој нас, а да го абстрахираш, да го отфрлиш, впрочем и како родителите. Нема совршени родители, нема совршени учители. Студираш 2 факултета и тоа баш онака ги студираш студиозно, што би рекле, со љубов, со порив. Како? Како ти оди? Да, прво околу ова со љубов, мислам дека не може нешто да се студира ако навистина не го сакаш. Ако не го сакаш, нема да се заврши. Сосема случајно се случи овој вториот факултет општа и компаративна книжевност, но ајде за прво. Откако заврши во Корчагин прво пробав на ФДУ, не влегов и многу сум благодарен што не влегов таму, бидејќи да влегов можеби немаше да влезете, можеби немаше да се случи ништо од ова што денес го правам, и затоа запишав философија, што многу ми даде силна основа на работите со кои што денес се занимавам. И некако кога се случи оваа пандемија, осетив потреба дека ми треба уште нешто. И неколку опции беа во игра. Прво сакав политички науки, сакав класични студии и на крај некако излезе компаративно како трета опција и можеби најдобра од сите овие 3 кои ги имав. Лесно е бидејќи сакам да го работам, да ги учам тие факултети, да ги студирам.
и не е толку страшно. Убаво и ме исполнува и многу си купувам од се таму што работам и си го користам за она што го работам надвор од факултетот. Тоа се и интернационални, значи едно со друго се имплементираат, се сродни, се надоврзуваат, се поврзуваат, да. Така и тоа е. Интересно е што за време на ковидот многу луѓе кои се талентирани си пронајдоа време за да се реализираат на своите уметнички полења. Значи нема време за паѓање во депресија, затварање, туку напротив, многу луѓе направија продуктивни проекти за време на ковидот. Те гледаш ти некој ќе се разочара, ќе се повлече, нема ни да заврши факултет, а кај тебе пандемијата еве поврзано со книгите излезе многу корисно, бидејќи најдов време да можам да седнам да си го средам тоа што го имам пишувано, да го дадам на луѓе да го прочитаат, да излезе во книга. И од една страна колку и да беше тоа грдо и одвратна целата таа пандемија и колку и да здосади, од друга страна мислам дека баш за ваква некоја работа поврзана со уметност беше супер момент за да се искористи во некои попродуктивни цели. Ете, имав таа прилика да бидам баш на промоција на првата твоја збирка Беседање со неа. Се забележува буквално спој на филозофија и литература, значи песните ти се рефлексивни, буквално мисловни, ги користиш тие евфемизми, не уметност, туку неуметност, како нели Константин Младенов не пијан, и во неа можам да забележам крик на еден млад човек кој ја критикува на еден позитивен начин стварност и секојдневието. Како да сакаш да привлечеш внимание, еден твој вресок, да кажеш нешто не е добро во нашето, како да чувствувам дека си луд на некој момент и што ние возрастните ви оставивме вако општество, па сакаш на еден ваков начин да ни покажеш што всушност ви се случува на вас младите. Па не знам колку, не сум баш сигурен дека тоа до толку го покажувам во песните. Тоа може би повеќе во оној потеоретски дел кој го работам. Но во книгиве некако сакам да ја покажам љубовта која ми фали на луѓе, фали на општеството. И затоа и многу си играм со таа тема, љубовта на различни нивоа. И тоа ми е една можеби од главните основи за кои што пишувам. Сакам да баш тоа го покажувам. Сакам да го покажам, пробувам, дека љубовта може да биде низ неколку варијанти достапна и низ неколку канали да излезе. И баш пишувам бидејќи сакам да покажам дека љубов фали и љубов може да се најде од било каде. И покрај тоа што имаме недоверба во љубовта, дека е само збори ништо повеќе, или беседање со неа е всушност беседање со љубовта, меѓутоа не е љубов партнерска, туку љубов кон животот. Љубов секаква, да. Кон секаква. Да, многу луѓе кои ми ги имаат прочитано збирките сакаат да го толкуваат тоа како љубов кон Бога, бидејќи си играм со тој концепт, сакам да го закачам Бога. Бог не во некоја христијанска или некоја монотеистичка религија од таа конотација, туку Бог како концепт. Од филозофски аспект. Да, баш Бог како филозофски концепт. И таму сакам да си го чепкам. Да, некој кој ќе те чита ќе помисли дека си атеист, нели? Па да, некој помислил дека и сум некој многу голем верник. Да, двете крајности, всушност е игра, една игра. Да, една игра, сакам само да буцкам. Буцкала. Во втората твоја стихова збирка Молитвени дискурси, после колку време ја напиша од првата? Па не знам, во многу голем дел паралелно се пишува. Да, краток. Да, оваа ја пишував по некој концепт, првата ми беше баш онака збир од песни. Ова како да ти ја нацрт план за втората, кога имаш нека предигра, и тој така почнаш секој ден ти се молам тебе Божице моја, за повторното Божувам, а ти да ми осветиш да излеземе од светот профан, заедно возлюбени. Дали би сакал ти сега да прочиташ една песна која ти е омилена, за да можеме да дискутираме? Подобро би било ти да ја прочиташ. Еве гледам тука нешто имаш и маркирани. Имам таа една баш што ми е омилена, таа и последна излезе. Последна и ја напишав и со тоа го заокружив. Колку време
пишуваш една песна? Дали некош си се премерувал? Не. Дали ја пишуваш во еден здив или ти треба време? Може да ми се случи да напишам нешто може да се случи да напишам неколку песни во еден ден и после со месеци ништо да не напишам. Моментално така, откако излезе оваа книга, рече си ништо да немам. Да не напишано, бидејќи не знам, ми треба сега нов порив. Кои се твоите музи? Еве пред да прочиташ, кои ти се твои музи инспирации? Па се од сите ликови околу мене. Од сите ситуации кои ми се случуваат и не знам, и на факултет да речеме или во контакт со пријатели, со другари. Тоа знаеш фино да си го опеш, да си го направиш како. Само им фаќам некои моменти кои кај луѓе ми се интересни или кои ми предизвикале нешто и ги ставам во песна. А инаку за време не сум се премерувал, немам некој конкретен начин или времеметар за поезија, поезометар, како се пишува. Да, само едноставно доаѓа. И после следува тој уредувачки дел, кај што песната треба да одлежи, па после многу долго време да излезе. И тоа си го научив во голем дел од мојата уредничка Јулијана Величковска. И така, не знам, доаѓаат спонтано и после само треба да се но и таа поддршка ти е битна исто, затоа што го имаш вистинскиот човек, односно жена. Јулијана е мултиталентирано суштество, кој знае да те препозна, да те подржи. И сум и навистина благодарен за целата поддршка и за книгава, и за се настрана од поезијата што го работам. Ајде прочите нешто, па потоа ќе проговориме за... Бакнувам значи сум, или оскула до ерго сум. И кога веќе јас не сум кога мислам, јас сум кога бакнувам. Но јас не сум бидејќи не те бакнувам, а радо би сакал да сум, со бакнување да сме. И кога веќе не можам до тебе рационално да мислам, јас радо би сакал да сум, бакнувајќи те. Интуитивно да започнеме екзистенција, да сме есенција, бакната, спонтана, симултана, двострана. Кога ќе се бакнеме, да сме. И кога веќе не ми даваш, ниту да мислам, ниту да те бакнам, ниту да мислам дека можам да те бакнам. Јас се исчезнувам. Без бакнување ние не сме. И кога веќе јас не сум кога мислам, јас сум кога бакнувам. Но Бог не можел да се бакне. Па дал Бог е, дал ти си. Дал си Бог или негова муза. Дал ние со бакнување ке сме. Ја мислам, Рене, дека да е жив ке те бакне сега, затоа што го возлюби. Ова е баш онака љубовна варијанта на Рене Декард. Игра е од баш тоа, мислам, значи сум. Значи сум. Многу интересно, баш импресивно. И туку се гледа, еве, сега прв пат ти ми ја читаш, не сум ја читал претходно, немав твојата збирка, ве признавам. Но ова што сега го прочитав баш онака, оно што го опиша дека си игра со љубов, ти ја гледаш секаде и ја користиш таа твоја укост од филозофијата на еден твој автентичен начин. Па да, користиш од тоа што си го учил. Само едноставно ги спојувам, она што си го фаќам како важно од секојдневието со она што го работам. Но тоа се многу убави игри, многу убави игранки кои еден млад човек може да си ги приушти и она што го правиш со Култура Бета, една оаза, значи градот Скопје има една оаза на култура, еден расадник на култура, на грбот на некогашна кинокултура ви се наоѓа местото каде што дефилираат многу познати македонски автори, писатели, уметници, музичари, се она што како да кажам некош песимистички кажам како да се последните мохиканци, како да веќе нема, како да се еден загрозен вид во исчезнување. Па не, јас баш не мислам дека нема, туку дека допрво доаѓаат се повеќе и повеќе луѓе. Инаку да, тој простор позади кинокултура, тоа е кафе книжарницата Буква, кои не се домакини на се што правиме со Култура Бета. Култура Бета е почнавме како онлайн платформа за време на пандемијата. Имавме идеја тоа да биде аматерски театар, но се претвори во нешто многу поголемо од театар. Мултидимензијално, да. Таму и Пеца Попович имаше, се сеќам, таму бев исто. Да. Промоција на книгата. Да, но со Буква сме посебни организации, тие си се кафе книжарница, кои се само домакини на настаните кои ги правиме, но Култура Бета произлезе од идејата дека е потребен простор кај што ќе можеме да се изразиме. Да негувате културата. Да, и баш го почнавме тоа со луѓе кои одевме заедно на Драмска со Хана и со Лео.
и откако го почнавме тоа, се повеќе и повеќе млади Па гледам се приклучуваат Калина и многу Да. Еден куп луѓе. Сега сме некој постојан тим од 10 луѓе, но околу нас гравитираат постојано се повеќе и повеќе млади, па и искусни и автори, уметници од секоја гранка на уметноста. И баш тоа е идејата, да ја направиме таа оаза, но да не остане само на една светла точка во таа. Што зборувате кога ќе се најдете таму кога седите? Веројатно не читате поезија, или? Па читаме поезија, се случува да се покрај оние настани кои ги правиме посветени на поезија преку нашиот настан поетска епизода кој го правиме со Ивана Јовановска, таа е исто една млада поетеса, исклучително добра. Ќе поканиме не биде гостинка. И со неја ги почнавме тие поетски вечери, но настрана од тоа зборуваме колку е потребно на овој град и на оваа земја простор за младенска уметност и младенска култура. И постојано пробуваме да изнајдеме начини како да го направиме тој простор да биде подостапен и да биде и поголем и што е можно повеќе луѓе да ни се приклучат. И мислам дека се повеќе и повеќе успеваме во тоа, со оглед на тоа колку млади автори и уметници ни се обраќаат за поддршка и за да им дадеме платформа каде може да се изразат, да им објавиме песни, да напишат колумна, да си го кажат ставот, да може луѓе да ги чујат, да ги прочитаат. И мене баш ми е драго што култура бета се шири се повеќе и повеќе и станува така една добра и препознатлива, и многу ми е мило што луѓе не препознаваат како добра платформа за уметност. Што слушате? Турбо Фолк од Ерес за вашата просторија таму? Па Што слушате кога се наоѓате? Она во најавата која кажавте, таа борба со кичот, јас не би рекол дека е борба. Кичот за нас не знае и не сакам да знае, бидејќи тој постои од секогаш постоел. Но мене ми е многу интересно, бидејќи често се случува да упаднеме во кичот со критики. И мислам дека е важно да се критикуваат некои неуметнички форми на изразување. Многу е важно. Па ние го правиме и преку драмската. Да. Без разлика дали е турбо фолк или некоја лоша литература и така натаму. Важно е да се критикуваат тие работи, важно е да се буди свеста и луѓе да ги научиме на добра уметност. И мислам дека тоа е целта на сите вакви алтернативни, неформални, па и формални организации кои се бават со култура. Многу е важно да направиме една основа во општеството на здрава и културна култура. Ова е оптимистички. Значи, напротив некои мои видувања дека има некој зацкриен песимизам, баш гледам ведрина во се тоа и дека имате ентузијазам. Бидејќи со песимизмот ништо не можеме да правиме, можеме само да седиме и да мрчиме. Ово ми е многу убав збор. Мрчење, да. Мрчење, баш го дофаќа тоа што пасивни луѓе кои што го прават. Кои само гледаат сеир. Да, мислам дека само ако седиме и мрчиме ништо нема да се направи. Мора да се преземе некаква акција и да се подобрат работите. Подготваш уште нешто или тоа ќе те оди спонтано? И дали имаш идеја или идејата сама по себе после? Не, моментално спремам дипломска и на тоа сум се фокусиран. Исто е поврзано со поезија, но еден теоретски аспект. Ќе се занимавам со атараксијата и концептот за атараксија, односно за духовна ведрина како крајна цел на поезијата. Тоа го работам како дипломска. Но веројатно како работам и сега бидејќи ќе треба да препрочитам и да прочитам нови, бидејќи се занимавам со атараксијата во ова современа македонска поезија од мојата генерација и од генерацијата пред мене. И веројатно ќе се инспирирам од луѓе кои ќе прочитам, да. Така што можеби ќе излезе нешто ново, но не, во моментов ништо ново не спремам. Но имам некои идеи, и сега кога ќе се реализираат, не знам. Ке ни се пријажда тогаш. Да излезе сам. Ни се приклучуваш во драмската секција. Го најде време да го направиш тоа, сакаш да го правиш тоа. Сметаш дека е добро што го правиме ова ете за наш Марко? Па да. Како порака? Да, мислам дека е важно
И тоа од неколку аспекти. Првиот аспект дека помагаме на човек кој бил дел од нашето училиште. Но и од друга страна, бидејќи испраќаме порака до некои институции кои мора да бидат свесни дека кога се потребни пари за здравје, мора веднаш да се најдат и да се одвои од било што. Значи повторно наоѓаме еден креативен начин за да критикуваме оно што не функционира во државата. Тоа е можеби една од главните цели за да не ни се случи. Ќе те замолам за уште една песна, избрати, па ќе анализираме малку. Ајде ова, за љубовта да се зборува не треба. Ова е посветено на еден филм Вива од Боас Јаким, кој беше во официјалната селекција на Филозофски филмски фестивал каде што работам. И многу инспиративен филм и дел од песните се баш пишувани за време на филмот. Ето, тоа ке тебе е... Да. Вели репликата, не треба да се зборува за љубовта, ниту за старите љубовници, едноставно кога се почнува нешто ново, треба да се почне од ново. Не треба да се зборува за Божјата љубов, нели? Да се зборува за твојата љубов, треба ли? Не треба да зборувам за мојата заљубеност, нели? Да ми потврдиш дека ме љубиш, треба ли? Бог е скриен, но ти не си. Тој прави само да чувствувам, но ти покажи ми и прикажи ми. Љубењето тешко не е, нели? Само замоли ме да те сакам, може ли? Бог е скриен, но ти не си. Него сам во себе го љубам, но тебе да ти покажам морам. Љубењето не ми е тешко, но дали? Само заплови со мене да те сакам, не е тешко, нели? Не треба да се зборува за љубов. Таа се чувствува. Треба ли да се зборува за твојата љубов? Ти не се ослободуваш. Не треба да зборувам за мојата влюбеност, сакам да ти раскажам, треба ли да ми потврдиш дека ме љубиш, само да имав шанса да те љубам. Бог е скриен, ти и да сакаш не си. Тој по природа е таков, ти есенција за реално постојање имаш. Љубењето не ми е тешко, но дали, суштински ме надополнуваш, ме исполнуваш, знам дека ме љубиш, така е, нели? Отрезив се чита па не на твоите врсници, на малку помали од тебе, на гимназијалците, затоа што се повеќе во оваа ера на јавни медиуми, љубовта и интимноста почна да се продава, буквално да се покажува медиумски. И ова е баш песна во која што го кажуваш тој момент, дека не треба да се зборува, ниту да се јавно да се зборува. Да, јас сум вие обштествени нишки во моите песни, никогаш не сум ги издакол, бидејќи некако од тие обштествени прашања повеќе сакам во текстови да ги срочиш. Да. Но еве ја гледам нека. Но еве интересно, да, интересно толкување бидејќи не сум го не ми текнало дека може такво нешто. И дека не треба да се зборува за минатото, тука малку личиш на Виктор Франкл, што е психоаналитична основачна логотерапија, не се враќате кон минатото. Тоа е завршено. Во логотерапијата одите напред сега и уиднина. И има вистина во тоа, затоа што тој го преживал концентрациониот логор. Тие минати љубови обично се товар на човекот и болка ако се нестрекни. Обично да секоја љубов која завршила е сама по себе нестрекна. Па да, ама инспирација. Можеби мислиш на тоа дека не треба да се зборува за минатото, не треба да се зборува. Момчињата, мислам дека кога ги делиме родовата нели поларизација, девојчињата сакаат жените повеќе да се зборува, да се пишува за љубов нели со пораките, а момчињата не. Па не знам дали е тоа така, јас само мислам дека од некои така предрасуди наметнати од општеството така и дека се стереотипи. Ама не, знам многу момчиња и мажи околу мене што сакаат да пишуваат. Се пишуваат за љубов. Пишуваат за љубовта, така, не треба ми па. Добро, ни беше чест и задоволство што беше дел од ова нели подкаст Мирисот на книгата, што имавме еден млад здив, најмлад до сега си ни представник е дошол во овој подкаст. Ти посакувам понатаму да пишуваш, да твориш, да остане тоа дел од тебе и од твојата креативност и се гледаме во представата чекајќи го кој да е во МНТ. А вие понатаму останете на страница МК и следете го подкастот Мирисот на книгата, еден од најтрајните мириси кои може да си го дозволите во вашиот живот. Мирисот на книгата.